Здраво. Здраво. Денеска сме во Маврово, но не да скијаме, туку да се запознаеме со неговото височество Балканскиот рис. За таа цел со мене е Диме Меловски, кој што многу постручно и подобро и пократко од мене ќе објасни со што всушност се занимаваш. Да, јас сум дипломиран биолог по професија и 15 години работам на заштита на Балканскиот рис во Македонија. 15 години, ова убавено овде е всушност твојата канцеларија, така? Да, ова е мојата канцеларија, шумите, езерата и реките во Националниот парк Маврово. И колку рисови има на Балканот, во дивината? На Балканот има помалку од 50 возрастни единки и го прави рисот да биде критично загрозен според стандардите на Светската унија за заштита на природата. А во Македонија, мислам во Националниот парк? Во Македонија има најмногу од трите држави во кои што рисот може да се најде, тоа се Македонија, Албанија и Косово, и има отприлика околу 70% од популацијата, отприлика околу 30 на единки. Сигурно сите рисови веќе имаат имиња, така? Мислам, кој е најчесто име? Мене прво што ми текнува е рисот, а Рики некако на прва. И токму така имавме рис што се викаше Ристе, а меѓутоа најпознатиот рис е рисот Марко, кој што го фативме во 2010 година и на кој што му ставивме околу вратник. А знае ли рисот дека неговиот лик е искористен за 5 денарка? Мислам дека не знае. И дали е прашан? Не е прашан и доколку дознае ќе треба да си се избори за своите авторски права. За авторски права да му се избори. Да. Колку технологијата помага во вашата работа? Многу помага. Самото фаќање на рисовите ние имаме алармни системи кои што се на кафе замките и не известуваат за секој животно што ќе влезе во таа замка со цел што порано да се интервенира. Освен тоа, секој рис му ставаме GPS околу вратник. Околу вратникот што се има во него? Во него, освен GPS уред кој што зима точки на секои 6 часа, има и SIM картичка кој што ни ги праќа тие точки на нас, а исто така има и VHF уред кој што ни овозможува да го следиме рисот во реално време. SIM картичка од мобилен, така? Од мобилен, токму така. Вие плаќате сметки или тој си ги плаќа? Сега до сега ние му плаќаме сметки, меѓутоа водиме сметка колку должи. Дали, мака со ова што ги следите, што ги заловувате, ги следите новите технички, технолошки достигнувања? Секако, да. Многу од нашето истражување се заснова на технологијата и сите тие трендови нови кои што излегуваат со технологијата може да се применат во истражување на дивите животни. Како и колку ќе се подобри вашата работа со новата 5G технологија? Тоа ќе се подобри од два аспекти. Од една страна, самите уреди, GPS околу вратници, ќе бидат во подобра комуникација со базните станици, бидејќи сепак се работи за терен кој што е планински. Многу пати ни закаснила таа комуникација и многу пати покасно сме ги добивале податоците. Меѓутоа со 5G очекувам да биде тоа многу поредовно. Освен со околу вратници, ние работиме и со фотозамки. Тоа се апарати кои што го сликаат дивиот свет со помош на сензор на движење. Сегашните апарати кои што ги имаме, мора да отидеме на терен за да ги земеме сликите. Значи да испразниме таа SD картичка, да ставиме повторно да видиме дали се батериите во ред и повторно да почне работи. Со 5G сигурно тоа може да се... Со 5G планираме да набавиме фотозамки кои што работат со SIM картички, кои што ќе можат на многу побрз начин да ги праќаат податоците додека сме ние, например, во канцеларија или доколку не сме на терен, ќе можеме да ги добиваме во реално време сите податоци. Не само обични слики, туку и видео материјал. Видео, сигурно. Да. Значи, вие се грижите за целокупната животна средина. Сигурно 5G технологијата ќе придонесе повеќе и за самиот национален парк, така? Кога се работи за технологија која помага на природата, изгорена се ја штити природата, ние велиме добре дојде 5G. Ви честитам и ви благодарам што ја правите оваа благородна работа за природата.